приятели, некои не нарекуваат соросоиди, некои не нарекуваат хулигани, некои не нарекуваат уличари, а јас си велам, јас сум прво едно. Вечерва, драги мои пријатели, говорам пред вас од Палатата на правдата, а од спротивната страна е мојот матичен факултет, мојот правен факултет. Еднашка беше гордост и знам дека пак ќе биде гордост, но сега веќе не е така. Вечерва повторно чекорам и протестирам за улиците на мојот град, барајќи правна држава и правда за сите, барајќи почитување на основните човекови права, кои ги згазија и кои ги одведоа од нас. Независно на која политичка, верска, социјална, професионална група или структура припаѓаме како граѓани на оваа Македонија. Но вечерва, драги пријатели, ќе говорам како правник, како адвокат, со повеќе од 2 децени искуство во мојата професија, која засакав многу години претходно, љубовта ми ја садја моите родители и моите професори од овој правен факултет. Моите професори како Шкарич, како Мајановиќ, како Камповски и како плеадата други професори, кои што не учеа дека правна држава, без поделба на власта, на 3 столба не постои. Едниот од тие столбови е независно судство. Токму е тоа што денеска го немаме. Ние немаме независно судство. Ние немаме правда на сите. Божицата на правдата не учеа дека има заврзани очи затоа што правдата е еднаква за сите. И затоа што пред судот и пред законите сме сите еднакви. Но што се случува денеска? Што се случува години наназад? Целосна ерозија. Ние немаме правна држава, ние немаме независно судство. Луѓето, професионалците, судиите, адвокатите, обвинителите, сите ние што сме дел од правосудниот систем, сме заробеници на оваа власт, која што не сака да има правда за сите. Јас вечерва нема да говорам за срамната аболиција. Многу е кажано и од попаметни луѓе од мене. Само ќе го споменам професор Шкарич. И тоа е доволно се каже за таа аболиција. Но што станува со сите оние предмети кои што се наоѓаат во овие судски згради, каде што обичниот човек доаѓа секојдневно, каде што ние, правниците, адвокатите, секојдневно чекориме во судниците и ходниците и бараме правна држава, бараме правораздавање од судите, независно дали спротивната страна е државата или некој мокник под закрила на државата. Тие мокници, драги мои пријатели, не се појавуваат овде. За нив не важи законот. И уште ќе се случи, ќе ти кажат која ти е спротивна страна, па викам, ја тужам државата за нагомесна штета. Ќе се начекаш, ќе почекаш. Па некогаш може и ќе добиеш. Ако веќе се осмелила да ја тужи државата. Нажалост, многу колеги веќе се откажуваат од професијата. Не затоа што не ја сакаат. Нас ни е адвокатурата во крв. Нас ни е заштитата и остварувањето на граѓанските права во крвта влезена. Но се чувствуваме немокни, драги пријатели. Немокни затоа што овде нема право раздавање. Затоа што судиите кои што се смели и кои што се уште има се поклопени од оние кои што дојдоа на чуден начин. Не само што дојдоа на чуден начин.
тие се сега на највисоките позиции. И затоа имаме срамни одлуки на апелацијот суд. Затоа имаме срамни одлуки на Врховниот суд, од кои што некогаш ние учевме. Тие беа извор на правото. Ние како млади правници и адвокати имавме што да учиме. Што ќе учат денешните генерации? Од кого ќе учат како се суди, како се раздава правото? Затоа, драги пријатели, протестирам и ќе протестирам. Јас не сакам да бидам адвокат во ваква држава. Јас сакам да бидам адвокат во држава во која што владее правото, во законите се истите сите. Затоа што сакам ваквите да бидат тие правото. Материјалното право треба да се применува во факти, а не во слободна волја на моќници. И протестирам, и пак ќе протестирам. Се додека му држат нозете и се додека дишам.